Денес разговараме со отец Глигор Киселинов, поранешен професор во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје, а сега со постојано живеалиште во Мелбурн, Австралија. Добар ден, отец. Добар ден. За неколку дена, поточно на 7 јануари, ние православните христијани ќе го прославиме најголемиот христијански празник, Рождество Христово или народски речено Божик. Денес отец Киселинов ќе ни кажете нешто повеќе за значењето на овој празник. Повелете. Да, еве овој наш најголем празник, Рождество Христово, црквата го слави повеќе од 2000 години. Што се случило на овој празник? Нашиот Спасител, Господ Јесус Христос, бил роден во местото Витлеем, во Палестина, во пештера. Односно, Господ Јесус Христос можел да се роди и на друго место, во некоја палата царска и така натаму, но тој одбрал да се роди во пештера за да не поучи нас на смирение, затоа што смирението е првата, основната добродетел, што треба да има еден верник, еден христијанин, и преку неја да ги здобива и другите добродетели. Ако го погледнеме родословот на нашиот Спасител Господ Јесус Христос во Новиот Завет, во првата книга на Евангелието, во првата глава од Евангелието на апостол Матеј, како и на апостол Марко, ќе видиме кои се неговите предци. И именно таму се кажува кој од кого потекнува, и кога се оди наназад, ќе увидиме дека сите потекнуваат од еден човек, од Адам и неговата сопруга Ева, кој што Господ ги создал во почетокот во рајот, но поради гревот што го направиле Адам и Ева, Господ ги истерал од рајот. Но при истерувањето од рајот, Господ ветил дека ќе им испрати Спасител, кој ќе ги спаси од првородниот грев што го направиле Адам и Ева. И еве, според нашето броење на времето, поминале 5500 години кога Господ решил да го испрати Спасителот, на Господ Јесус Христос, односно самото второ лице на Света Троица, Синот Божи, се овоплотил за да може да не спаси. Бидејќи Адам и Ева, кога ги имале првите деца, тие мислеле дека во некој од нив од тие деца е Спасителот. Всушност, не можел никој од луѓето да го спаси човекот од првородниот грев, освен самиот Бог. И затоа во нашата историја, после 5500 години, Господ решил, кога се исполнило времето, како што се вели во Новиот Завет, да се овоплоти самиот Бог, да добие човечко тело, односно нашиот Бог да стане човек, поточно Богочовек. А тоа го направил Бог затоа што единствено Он може да го спаси човештвото од гревот и со тоа да не поврати назад во рајот од кого Адам и Ева биле истерани. Односно, со неговото вочовечување, станување Богочовек, за ние да можеме да станеме мали богови или обратно, човеко богови. Затоа што Господ, кога го создал Адам и Ева, ги создал за да можат тие да се
уподобат, да станат слични на Бога. И затоа со Христовото раѓање Господ повторно ни дава можност на човекот да се врати во изгубениот рај, во небесното царство, за да бидеме и ние учесници во небесното царство со нашиот Спасител Господ Исус Христос, како што се и ангелите кои останале верни на Бога. Би сакал да додадам дека еве овој празник ние го славиме, го прославуваме повеќе од 2000 години и овој празник е всушност наречен и мајка на сите празници, затоа што ако Господ Исус Христос не се родил, неќе ги имаше и другите празници, Воскресението, Преображението и така натаму, и затоа овој празник е наречен мајка на сите празници. И на овој празник, како и следните денови, 10 дена од рождеството Христово, ние христијаните се поздравуваме со поздравот Христос се роди и се одговара со навистина се роди. Еве и да ги поздравам сите оние кои што ќе го гледаат ова видео со нашиот христијански божикен поздрав: Христос се роди. Вистина се роди. Нека ни е за многу години овој светол празник на сите христијани во цел свет, нека им е честит овој ден. За многу години, македонци, каде и да сте. Ви благодариме, отец Глигор Киселинов, поранешен професор во Македонската православна богословија Свети Климент Охридски во Скопје. Благодарам, да се надеваме дека ќе го славиме овој празник со години и години и да можеме, како што кажав, нели сите да се удостоиме да го спечалиме изгубениот рај, односно да влеземе во Царството Небесно, а се разбира преку нашата вера, љубов, надеж и сите други останати добродетели. Поздрав до сите православни христијани, посебно нас македонците. Благодариме многу.